Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. 101 контрола на УЈП во Охрид и Струга, кај 51 деловен субјект утврдени неправилности во работењето. Допрва ќе се анализира какви штети предизвика пожарот врз ендемските видови на галичица. Второ издание на Охрид Джез Фестивал. Украина извршила еден од најголемите напади со беспилотни летала на Москва. Ги погледнавме кратките најави. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 27 степени. Утре во северните предели на Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во областа на Алпите и Пиренеите. Во останатите делови од Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 28 до 35 степени. Во Македонија во четврток, по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 10 до 21 степен. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево, ветровито и потопло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзини до 30 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 24 до 34 степени. УВ индексот ќе има предност 8. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно сончево, ветровито и потопло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во Охрид во петок и сабота ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 15, односно 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29, односно до 31 степен. Во недела, претежно сончево време со појава на локална облачност, попладне нестабилно со услови за локални врнежи од дожд и грмотевици. Утринската температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека.
Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Управата за јавни приходи ова лето ги чешла трговците, дуќанџиите, угостителите и занаатчиите во туристичките центри. Во Охрид и Струга од 101 контрола, кај 51 деловен субјект се утврдени неправилности. Од бизнис секторот се жалат, велат оваа сезона се под постојан притисок на инспекциите. Управата за јавни приходи ова лето со засилени инспекциски контроли во туристичките центри. Се чешлаат трговците, дуќанџиите, угостителите и занаатчиите во Охрид и Струга. Инспекторите контрола извршиле во вкупно 101 деловен субјект, а дури кај половината, односно кај 51 од нив, се утврдени неправилности, најчесто за неиздавање фискални сметки и неисправни фискални апарати. Еден дуќан, покрај изречената глоба, доби и забрана за работа. Неправилностите се однесуваат на неиздавање фискални сметки за извршениот промет на добра, незакупена и нерегистрирана резервна фискална апаратура, неводење книга за дневни финансиски извештаи, неводење итна сметководствена книга, односно не се чували и не се одржувале во исправна состојба фискалните апарати, на видно место не било поставено соопштение со кое се информира купувачот на добро, односно корисникот на услуга, за неговата обврска да бара фискална сметка. Во однос на овие контроли, Управата за јавни приходи донесе решение на еден даночен обврзник со кое се изрекува мерка забрана за вршење на дејност во деловната просторија во траење од 30 дена, информираат од Управата за јавни приходи. Граѓаните со поделени мислења. Некои сметаат дека треба казни за воведување на фискална дисциплина, а други пак се против затворање на дуќани. Ке ми далиш фискална? Не работи апарат. Како не работи? Од фискални ви живее државата. Од данок. Ако нема фискални, што ќе живееме? Све на црно? Срамота. Законот треба да се почитува, што да ви кажам. Ете тоа. Само толку да ви кажам. Број еден е тоа. Лоша слика е за затварање на дуќаните и рестораните, кафулиња и така натаму. Тоа е лоша слика и за туристите. Денеска бил у тој кафич, утре е затворен. Навистина е лоша слика. Не треба толку ригидни да сме. Инспекцијски служби треба постојано од време на време да вршат контроли, а не така, како да кажем, во туристичка сезона, така засилено и нападно
инцидентно, мислам дека не е тоа баш најдобар потек. Подобро е континуирано. Па мислам дека во туристичка сезона не би требало да има така ригорозно затварање. Да плаќат, ако не го почуват законот. Од бизнис секторот велат оваа сезона се постојано под инспекцијски надзор. Покрај инспекторите на УЈП со засилени контроли оваа лето се и инспекторите на пазарниот, трудовиот и санитарниот инспекторат. Планината Галичица е позната по тоа што е жариште на биодиверзитетот во југоисточна Европа. Од вишите растенија на Галичица, ендемични се 13 видови, а од безорбетниците уникатни се преку 300 видови. Пожарот кој 14 дена беснееше на Стара Галичица сигурно ќе има последици врз ендемичните видови флора и фауна, сметаат стручните лица, а во кои размери ќе биде истата ќе покажат нивните анализи. Се прават анализи на штетите кои ги предизвика пожарот на Галичица кој гореше во јужниот дел од паркот или Стара Галичица, каде има исклучителна биолошка разновидност и концентрација на ендемични видови. За 14 дена огнените јазици пеплосаа над 6500 хектари површина во Македонија и Албанија. Огнот го зафати и на оѓелиштето на тревесто растение, кое единствено во светот го има на Галичица. Например, Јуринеа мицевски, вид кој е единствено на оѓелиште во светов на Стара Галичица во околина на врвот Магаро. Тревка е и возможно е да го изгубиме како вид. Имаме неколку стебла од молика и тие, и таму беше пожарот, во Длапка се не знам дали преживеа. Знам за неколку стебла од муника, бор муника, кои изгореа. Значи, оштетување врз флората на Галичица има. Од минати пожари, со сигурност можеме да тврдиме дека сериозни оштетувања ќе имат безорбетната фауна. Андон Бојаджи од Националниот парк смета дека поголемо е штетното влијание на пожарот врз пределските или пейсажните вредности на Стара Галичица. Оптимист е дека нема да се изгубат сите ендемични видови, бидејќи доколку се случи тоа, ќе се изгубат причините поради кои Галичица е прогласена за национален парк. Еколозите сметаат дека час поскоро треба да се започне со рехабилитација, односно пошумување, со надеж дека за ендемските видови природата сама ќе се погрижи да ги регенерира. Потребна е изработка на програма за рехабилитација на опожарените површини, да се направи добра анализа и да се започне час поскоро за рехабилитирање, односно исекување на сите оние изгорени стебла и за сечење на односно пошумување на опожарените површини. Меѓутоа, сите тие ендемични форми генерално се ниски растенија, така што веројатно се голем дел изгорени. Да се надеваме дека самата природа ќе изврши регенерација на живиот свет кој што расте на Галичица. Барем делумно се надевам дека ендемските организми таму обстојувале со илјадници години, бидејќи Галичица е рефугиум на разни организми кои обстанале дури од ледено доба и дека природата повторно ќе го врати она што за жал го предизвикува човекот. Ѓоко Зоровски, инженер по животна средина, вели дека националните паркови се богатство на државата и треба да се делува превентивно во поглед на опасностите од пожари, да располагаат со модерни уреди за рано откривање пожар, а исто така да имаат и приоритет при гаснењето. Започна до изградбата на канализациониот систем во Мешешта. Финансиските средства се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање и буџетот на општина Дебрца. Во село Мешеишта, општина Дебрца започна со доизградба на канализациониот систем во деловите улиците кои не беа опфатени со првичниот проектот пред неколку години, информира градоначалникот на Дебрца Зоран Ногачевски. Во оваа фаза ќе бидат изградени 7 секундарни краци во должина од 590 метри, а ќе бидат поставени и 16 ревизиони шахти. Вкупната вредност на работите изнесува 2.614.262 денари, од кои 2,5 милиони се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање, програма за животна средина за 2024 година, а 114.262 денари се обезбедени од буџетот на општина
општина Дебарца за 2024 година, информира градоначалникот Ногачевски. Второ издание на Охридски джез фестивал. Овој фестивал започна минатата година во насока на збогатување на туристичката понуда во градов со квалитетни настани и манифестации. На 23 и 24 август во предворието на црквата Света Софија ќе се одржи второто издание на Охрид джез фестивал во организација на општина Охрид. Во рамки на првата фестивалска вечер, љубителите на квалитетна музика ќе може да уживаат во уникатниот проект Звукот на исконот од музичките виртуози Драган и Радко Доутовски. Втората фестивалска вечер е резервирана за концертниот настап на македонската джез уметница Наташа Миха во придружба на Дамир Имери и Иван Бејков. Концертите започнуваат во 20 часот и 30 минути, а влезот е слободен за сите посетители. Охридски джез фестивал започна минатата година во насока на збогатување на туристичката понуда во градов со квалитетни настани и манифестации. Главната цел на овој фестивал е да стане препознатлив на мапата на познати светски джез фестивали и од година во година да ја збогатува и надоградува својата фестивалска програма со музички имиња виртуози на светската джез сцена, велат од фестивалот. Просечната месечна исплатена нето плата во повработен во јуни 2024 година изнесувала 41.939 денари, соопшти Државниот завод за статистика. Според податоците на Државниот завод за статистика, просечната месечна исплатена нето плата по вработен во јуни 2024 година изнесувала 41.939 денари, што во однос на истиот месец лани е повисока за 14,8%. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната плата во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување, административни и помошни услужни дејности, јавна управа и одбрана и задолжително социјално осигурување. Највисоките примања повторно се забележани во секторот информации и комуникации, посебно во дејноста компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности. Просечната бруто месечна плата пак за месец јуни оваа година изнесувала 62.964 денари, информираат од Државниот завод за статистика. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Украина извршила еден од најголемите напади со беспилотни летала врз Москва, а руските единици за противвоздушна одбрана уништиле најмалку 10 беспилотни летала, соопштил градоначалникот на Подолск, град кој се наоѓа 38 километри јужно од руската престолнина. Засега не е пријавено дали има повредени, ниту била пријавена штета. Во последните неколку месеци, Украина повеќе пати испраќала едно или две беспилотни летала кон Москва, но без значителни последици. Овој најнов напад се чини дека е најзначаен. Министерството за одбрана на Русија соопштило дека над целата руска територија се уништени вкупно 45 беспилотни летала, од кои 11 над московскиот регион. Меѓутоа, во ниту еден од тие случаи не била забележана штета. Автобус со пакистански аџии се превртел во Иран. Загинале 28 патници, а уште 23 се повредени, од кои 7 во критична состојба, соопштил покраинскиот директор за управување со кризи за државната иранска телевизија. Во автобусот имало 53 патници кои патувале за светскиот град Карбала во Ирак. Прелиминарната полициска истрага покажала дека причина за несреќата е неисправен систем на сопирачките, објави Reuters. Околу 2 милиони шиитски муслимански аџи моментално учествуваат на годишниот аџилак во Арбаен и најчесто возат низ Иран како би стигнале до крајната дестинација. Иран е познат по лошата безбедност на патиштата со околу 20.000 смртни случаи годишно поради сообраќајни несреќи. Рускиот преседател Владимир Путин утрово ненадејно ја посетил Чеченија со цел да ги прегледа чеченските сили кои се подготвуваат да заминат на украински фронт, јавуваат руските медиуми. Тоа е негова прва посета на Чеченија под 13 години. Председателот на Републиката Рамзан Кадиров му рапортирал на Путин дека 10.000 чеченски борци ја чекаат неговата команда. Имаме оружје и специјална техника, рекол Кадиров. Се додека имаме луѓе како вас, ние сме апсолутно непобедливи, им рекол Путин на војниците во Чеченија. Според украинските проценки, бројот на руските жртви во текот на војната до сега надминал 600.000 војници.
Масовно апсени на пропалестинските протести во Чикаго. Најмалку 72 лица се уапсени во судирот со полицијата. Протестот започнал пред израелскиот консулат и се прелиал на околните улици на втората вечер од Демократската национална конвенција. Голем дел од демонстрантите биле уапсени доцна во ноќта, додека полицијата ги потиснала демонстрантите на плоштадот. Официјален полициски представник негирал дека полицијата ги угушила демонстрациите со тактика која вклучува собирање на демонстрантите на мал простор, што е забрането со федерален декрет. Се очекува протестите во Чикаго да продолжат. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.